Стручниот кадар станува хроничен проблем за македонското стопанство. Компаниите се жалат дека состојбата станува загрижувачка и бараат од државата да пристапи кон стратегијата за системот на дуално образование во средните училишта. Во комбинација со масовното иселување, бизнис заедницата стравува дека ќе остане без кадар. Стопанската комора најавува низ за активности преку Советот за развој на тренинг и обуки, чија цел е да се вмрежат компаниите и слободните работници, со цел да се намали невработеноста и да се задоволат потребите на бизнисот. Проблемите стануваат се поголеми и поголеми. Тој проблем со недостиг на кадар не е само кај нас, него и во многу западноевропски земји, така да иселувањето, флуктуацијата се дополнителни фактори кои го усложнуваат проблемот. И од тие причини потребно да се најдат начини како кадрот кој го имаме на располагање да се доквалификува и оспособи за работа на домашниот пазар. Стопанствениците предупредуваат дека треба итно да се реагира и предлагаат повеќе стратегии, и тоа од доквалификација и преквалификација на постојниот кадар, но и поагресивна промоција и поддршка на системот за образование кој во развиените држави дава резултати. Причината е тоа што имаме неусогласеност помеѓу потребите за кадар од страна на компаниите и нивните квалификации. Тоа е она што ние во нашите анкетни истражувања досега сме го идентификувале и врз основа на тоа сме утврдиле дека постојат дефицитарни занимања на кои што интензивно ќе работиме овој период преку преквалификации и доквалификации за да можат тие успешно да се вклучат во процесот на работа и наместо своето подобро утре како што велите да го бараат во странство, тоа да им биде овозможено овде. Во Македонија од една страна има голема невработеност, а од друга компании кои не може да обезбедат кадар кој ги поседува потребните вештини и квалификации за вклучување во работниот процес. Сега во делот на дуалното образование вклучени се околу 500 компании, наспроти 11 од пред неколку години. Но и покрај тоа состојбата е загрижувачка. Инаку домашните компании имаат потреба од работници во металната, електро, IT, текстилната, дрвната и прехранбената индустрија.